Државните матурски испити ќе се спроведуваат во рамките на училишните простори, доколку училиштата имаат доволно простор, воспротивно испитите ќе се спроведуваат во просториите на одредени факултети. Од Државниот испитен центар соопштија дека веќе го прифатиле барањето на Унијата на средношколци државната матура да не се одвива во амфитеатрите на факултетите, освен за оние училишта кои не ги исполнуваат условите. Сите оние училишта кои што ги исполнуваат просторните можности согласно правилникот за организирање на државна матура, што значи 1,5 метра растојание пред и зад ученикот и од страна, имаат можност да полагаат во големите простории кои што ги имаат во училиштата, тоа се физкултурните сали или холовите. За останатите училишта кои што немаат такви можности или не ги исполнуваат просторните услови, ќе се организира државната матура на други локации, поточно на факултетите. За да дојдеме до ова да организираме матура на факултетите, од Унијата вела дека матурантите веќе ги започнале подготовките за испитите, потсетувајќи дека наставниот материјал или тестовите од изминатите години заедно со одговорите се објавени на страна на испитниот центар. Сега почнуваат проектните теми, презентација и одбрана на проектните теми од страна на учениците и поголемиот дел од професорите веќе започнале со подготовка на учениците за државната матура. Тој процес, верувам, започна доста добро, бидејќи Државниот испитен центар ги достави тестовите од минатите години, плюс точните одговори, за да имаат учениците простор да се подготват во однос на тестот и нормално вежбите и подготовките што ги добиваат од професорите. Двата екстерни државни матурски испити за 2024-2025 година ќе се одржат на 31 мај и на 11 јуни. За полагање на испитот се запишани околу 15.000 ученици.